Поздрав, македонци, поздрав! Поздрав до сите! Ajde, Tomče. Lagapej. Makedonska, slavno vinato, kene slačuva, korena i mlado, majke potera, korena i mlado, majke potera. Добро, почитувани слушатели, тоа беше песмата од Мишко Тарлевски, Дрворисијанско, Томче Кантаровски не придруже. Меѓутоа, еве сега го започнуваме и официјалното интервју со Дона Кантаровска Димовска. Дона, добар ден, добре дојдовте на Македонската радио програма. Добар ден до вас до студиото, почитуванице Најдовски и до сите они што не следат на социјалните мрежи, што не слушаат моментално, што се заедно со нас. Ви посакувам убаво попладне со нас од студиото на Радио 3 Така, ви благодарам многу. Инаку, почитувани слушатели, повод Дона да ја поканам овде во нашето студио е ликот на мајката Велика од романот Пиреј од Петре М. Андреевски, кој ќе го одигра на 21. 22, 23, 24, само 3 представи во Ламама театарот кој се наоѓа во Калтон. Ламама театарот во Калтон. Инаку, за оние кои не знаат, еве и сопругата му се вклучува во Поздрав! да не гледа. За оние кои не знаат, почитувани слушатели, Дона сакам да кажам 2-3 зборови мој вовед, дека беше професионален актер во Битолскиот театар долги години, потоа се пресели овде во Австралија, меѓутоа повеќе таа ќе ни раскаже за низината професионална дејност. Дона, вие бевте во театарот. Јас се сеќавам и кога дојдовте со театарот, тогаш беше директор Баге. Да. Благо Стефановски Баге беше директор. Кога дојдовте како гости на културно-уметничко друштво Јане Сандански. Меѓутоа, најнапред сакам да те запрашам кои беа првите чекори и како е
да влезиш во една голема зграда, како што беше Македонскиот народен театар во Битола. Не секој можеше да биде да гледа во тој театар, да влезе да купи билет, бидејќи секогаш представите беа исполнети до последно место, а не пак да се биде актер и актер меѓу првите. Да. Тоа време беше многу актуелно, бидејќи имаше многу добри познати глумци, нели старата екипа на тие глумци кои беа почнувајќи, нели споменавме пред да почнеме со радио интервјуто, дури татковците на Битолскиот народен театар, Ицо, Димче и Илија, мислам, Ацо Стефановски, да, така тие браќа двајца го основаа театарот покрај многу слични нивни пријатели, да ги речеме, соработници, актери во тоа време. Веќе во тоа време тие не беа од факултетски згради излезени. Така тие од една страсна голема љубов кон уметноста, кон театарот, го направија она што денеска е Битолскиот народен театар, една врвна зграда, како што рековте вие. Јас имам голема среќа да бидам дел од ансамблот на Народниот театар од Битола. Навистина среќа, сакам да кажам, бидејќи моите почетоци дори студирав на факултетот во Скопје. Работе во драмски театар на трета година на факултет. Во Скопје? Да, во Скопје, на трета година во Скопје. Имав улога со Шекспировата Бура. Тоа ми беше мојата прва улога. Напоредно дори студирав да влезам во тој ансамбл на драмскиот театар. И 2 години јас бев како непрофесионално соработев, меѓутоа како студент. И имав намера да останам во Скопје, веќе имав репертоарски представи. Так. Но се случи за моја среќа да си заминам дома. И го памтам тој момент. Која година? Која година, да речеме сега, 96-та некаде, 97-та, така да речеме. Од прилика. Да, затоа што со годините некако имаме многу велам работа и спомени, затоа што се губиме. Во таа година се случуваа многу работи за мене и тоа беше најважниот момент од моето вработување, да се запознам со директорот Благоја Стефановски Баги. Баги беше директор? Беше директор, да. И под неговата палка не водеше сите, стварно имавме остварено многу значајни представи, да се паметат и ден денес, и остваривме многу патување надвор од државата. В Австралија, Канада, Америка, Русија, Бугарија и така. Романија, да, имавме многу настапи. Се сеќавам дека Битолскиот театар беше многу популарен и немаше место за секој. Како што реков, да со билет да влези да гледа представа, да гледа бегалка или некој други. Кој беше мотивот или што, например, Дона ја натера да се запише театар? Кога во средна школа. Што, например, те привлече? Кој беше моментот? Во средна школа тогаш имавме како аматерска дружина. Јас бев во гимназијата на 4 години во Јосип Брз Тито, учев, и имав пријатели кои што беа во аматерската дружина и правеа представи во склоп на самата школа. И така по полека влегов во тие води, игра во представите и навистина имав љубов кон драмата, кон театарот, ама истовремено и цртав многу. Многу цртав, никој не зека, многу убаво цртав. И кога дојде време... До сега не сме знаели. Цртав многу убаво. И баш тогаш се мислев, кога заврши 4 години од средна школа, реков, каде да се запишам помеѓу, за уметност или за глума? Ама некако повеќе ме водеше инстинктот кон глумата, имав повеќе искуство и некоја сигурност кон таму, повеќе ме бидуваше можеби и за цртање, но некако бев сигурна во себе си дека ќе успеам. Имав така некоја верба во себе си и тоа некако ме однесе во Скопје да се запишам на факултетот за драмски уметности, а иначе не потекнувам од глумачка фамилија. Немам некои луѓе кечат, може би има некој татко или мајка или дедо, врски некој, како што велиме во Битола. Меѓутоа не, еве кога заминав на факултет, бе во класата на Ристо Шишков синот, на Беличанец, да, Васил Шишков, на Беличанец керката, тој радиоводител Симон Беличанец, мислам дека почина, да. И бе во класата на такви видни
актери и се запишува нивните синови и ќерки, јас бев само така една од девојка од Битола, од работничка фамилија. Позната фамилија, затоа што мајка ми беше и фризерка, беше многу доста позната во Битола. Меѓутоа не имам некој корени, да речеме, да наследам од актерски, да наследам од татко или од некој роднина. Со која представа настапивте за прв пат во Битола и кои беа, мислам, чувствата, како се чувствувавте во тоа време? Како што реков, сепак Битола важеше за најдобар град, најубав град. Во Битола се гледаше само театарот и најмногу популарен беше театарот во Македонија во Битола. Беше еден од најврвните, најпознатите. Врвен прв беше. Битолскиот театар беше прв, до долги години беше прв. Долги прво години, место. сега може би изменето, не знам, многу сум време одсутна од битолската сцена, си има своји генерации, меѓутоа затогаш беше еден од стварно најдобрите. Јас, со моето вработување, првата моја представа беше од Шекспировата Леди Макбет, заменував една друга глумица, меѓутоа следеа многу важни улоги, како е бегалка, ја играв Ленче од Бегалка, позната им на луѓето, ја играв Ката во Парите со тепувачка, таа е многу убава значајна улога, имаше многу комедии, играв Мајсторот и Маргарита, тоа е руска веќе литература, во времето на моето, да речеме, глуматарење во моето вработување. Многу, мислам, ми почна на висока скала, да речеме, задов доста... Темпото беше доста брзо и некако најнаш зедов награди. Првата година зедов за најмлад актер, најдобар млад актер, со Ленче во Бегалка. И зедов следната година, после тоа, друга поголема награда, тоа беше за реализација на главна женска улога Маргарита од Мајсторот и Маргарита од рускиот писател Булгаков. И така си течеше се на брзина и некако пато подоцна ме донесе за Австралија, но меѓутоа тоа веќе друга тема. Значи славиме 80 години од постоењето на Битолскиот театар, 80 години. На 14 новембар се слави. Се слави, затоа велам славиме. Славиме уште. Да, славиме уште оваа година цела, славиме 80 години од Битолскиот театар. Значи првиот настап беше во едно од делата на Шекспир, така? На Шекспир, да. Тоа не се учи на факултет. Ние немаме часови по Шекспир, како да го говориме Шекспир. Тој веќе еден друг јазик, да речеме, како еден трети јазик. Немаме такви часови по глума. Ние учевме студентите или како млади актери за време на пробите со своите ментори, постарите глумци, тие ни кажува како да учиме, како да зборуваме и како да се понашаме, да речеме, на сцената. Тоа беше еден од клучните моменти за мене да следат овие најзначајни улоги што се и во драмски театар играв Шекспир и во битолскиот театар, тие ми се моите први почетоци. Интересно е што ме интересира да прашам дали е тоа капацитет, дали е можност кога например се делат улогите? И кога се делат улогите, меѓутоа и самата улога кога треба да играте улогата на некоја жена која плаче, која треба да се расплаче, која треба да има ликот, треба да е нажален. Како тоа го правите? Бидејќи сега, например, филмовите се сосема друга работа. Тие кратко се ќе снимам, акција снима минута-две, ако чини ќе го врати назад, ако не чини ќе го избриши. Кај вас нема такво нешто, доку требаше да го одиграте. Да го одиграш. Да го изглумите, Вистинско колку што може и колку што може да бидеш искрен на сцената. Тоа ќе се самите како тоа го доживувавте. Јас по природа сум многу на сцената како глумец, многу сум искрена. И сум во вистинскиот момент, односно во самиот момент, во презент момент што викаме. Ако тоа не се прави да доаѓе однатре во душата, да го почувствуваш ликот и зборовите да те допрат, викаме форсирано плачење, то не може да... И ќе изгледа форсирано, мислам, ќе биде вештачко на сцената и имаме часови по глума, каде што ни дават
сценарија малечки или да речеме како ролплей или моменти да ги правиме со плачење, значи тренирани сме да дојдеме до тој момент на плач. И тоа се прави за време на како активности, дори Се случува да се имаш расплачено вистински? Да, носто плачам јас вистински. Затоа ми е повеќе стресна ова професија, затоа што јас го правам, ако дојде на сцената се расплачам на вистина јас како Дона и го правам тоа многу пати. Ако не, тогаш не го правам фосирано, не мора да се плаче, стално велам. Мора да е искрено, од себе си да доаѓа. Тоа првенствено како особа, како личност. Да, нема ништо. Еве децата, јас како драма предам, луѓето може не знаат. Да, можете да кажете за тоа. Баш да се навратам за ова вистинскиот момент, да речеме дека треба си truthful, што викаме на сцената, значи како вистински, да нема преправање никако. Децата ме прашуваат како да плачиме наставничке со сила. Не реков ништо со сила. Треба да го почувствувате. Ако ви доаѓа плачењето, ќе го направите. Ако не, воопшто не го правите, тоа многу лошо ќе изгледа на сцената. Тоа му го кажам како совет. Така јас за себе си велам, меѓутоа тоа не може секој да го прави. Како јас што го правам вистински, да се расплачам сцената, јас како Дона да го почувствам и да пуштам повеќе од солза. Некојаш и многу е потресно за мене, зашто така ги почувствам работите и не можеш да бидеш актер ако не го правиш ова на вистински. Ако не ги почувстваш овие работи, например, еве зборуваме за Пира, ако јас не го почувствам моментот на децата, како тие 5 деца што ја умират на Велика, то не можам да го направам на сцената. Која улога ви оставила најголема болка во душата? Болка, тоа е болка. Штом почнеш да плачеш, веќе се претвора во Ленче беше една тага, во болка. Да, Ленче беше една, меѓутоа таа беше како благородна тага. Од бегалка? Да, меѓутоа мајсторот Маргарита беше малце поинаква улогата и таа повеќе така ми остави поголем впечаток во себе си. Добро, ајде да се вратиме сега. Колку години бевте во Битолскиот театар? Не бев многу години, околу 4 години, не бев многу. Затоа што, како што реков, на брзина ми се случуваше сетова еден успех и подосна дојде да работам како еден... Мислам, убаво беше што имавме соработка со Бумеранг театарот, да работам, да дојдам во Австралија да работам со Владе Талевски, тогаш бевме колеги дојдени да работиме со Бумеранг за еден месец само со Нашио представата. Како се викаше Нашио? Нашио. Нашио. Да, со Бумеранг. Тогаш така се случи и тогаш се запознавме со Томче и решив да останем. Јас сум тука родена, еве неко не знаат и слушателите. Тука сум родена и така се засакавме, реков ќе останам и бев цврстава мојата одлука и после се почнав од нула, како и секого. Так, си имате убава фамилија, нека ви е здрава и жива фамилијата. Ала, благодарам. После, вие дојдовте овде со театарот, која година беше со Битолскиот театар? Па, која година беше, Томче, 28 или 99-та беше, пред да се роди нашиот прв син. 95-та и после 97-та. Да, 97-та, а јас и таа година дојдов два пати. Се сеќавам дека беше овде со Битолскиот театар. Да, таа година бев два пати. Дојдов февруари со Битолскиот народен театар, направивме голема турнија низ Австралија и истата година, јас заминав дома и истата година беше така јуни месец, еве колку што се сеќам, Владе Талевски, поранешен градоначалник на Битола, требаше да ја режира и нашиот и да глуми воедно во представата и ми се јави на телефон, ме праша ми треба уште една женска глумица да одиме во Австралија, ќе имаме голема турнеја со нашиот представата и голема соработка со тогашниот Бумеранг театар, македонскиот Бумеранг театар. И реков да, секако. И многу сакав. И се вратив по втор пат, ете некоја судбина што велиме, за да се запознаеме со Томче Кантаровски и да останам и да творам, еве. Добро, тука и се запишавте, завршивте и педагошки факултет. Да, завршив. Пред да завршам педагошки факултет, се запишав на NMIT, диплома in Community in Arts имам. И тогаш ме стави во втора година, бидејќи имав многу искуство, тоа беше како 2 години курс, мене ме ставија во втора година од моето искуство и нели подосна се запишав за Postgraduate Diploma in Teaching, ја направив secondary, да, за средна школа и таа го завршив и
од тогаш почнав да работам нели со македонското Victorian School of Language, предававме македонски јазик и така се вработив во државно училиште, се викаше Mowbray College, почнав драма да предавам уште тогаш и се уште предавам драма, меѓутоа во друга средна школа. Така, сакам да се префрлиме сега на ликот со Велика, меѓутоа за слушателите, за нашите слушатели сакам да ја кажам на Јон што кажува за Македонија, кога се среќава со Владимир, се среќава ли со некој од ликовите Владимир и се зборуваат меѓу себе, тој вели ние се разбираме, само малце едниот трга налево, другиот трга надесно, што значи дека тоа се македонските диалекти. И ние убаво се разбираме. И вели исто гомно сме, иста лепешка. Ќе помини кола. Има символизам тука. Да, символизам. Да, ќе помини кола дрвена и лепешката ја дели на две. Така. Ќе помини друга кола дрвена, лепешката ја дели на три. Ќе помини трета кола дрвена, лепешката ја дели на 4. Тоа значи тоа е Македонија. Така. И заклучок. Да, за тогашниот, можеби за тогашното време зборувал, не знам. Да зборувато, ова се случува во после Балканските војни, за време на Првата светска војна, веќе Македонија е поделена. Веќе е Македонија поделена. Инаку, почитувани слушатели, Петре М. Андреевски, роден пред 90 години во селото Слоештица, во Демирхисар, за оние што не знаат. Петре М. Андреевски е еден врвен македонски писател, многу силен писател, кој е преку неговите дела го гледаме македонскиот народ, гледаме Македонија. Исто така многу значајна му е Последните селани. Да, и таа е многу поставувана во театрите, Последните селани. И јас, следејќи го Петре М. Андреевски, тој вели Последните селани во селата, меѓутоа сега останаа последните куќиња. И куќињата од селата сега се преселени, почитувани слушатели, во градовите. Сега имате глутници по 20-30 пци, кај што се шетаат по Широксокак или низ центарот во Скопје или пак зборувам за Широксока, Битола и во Прилеп, во сите, меѓутоа селата сега се пусти, околу 400 села немаат ниту еден жив човек. Сите села се тие пусти. Ајде да се вратиме Дона овде сега на Пиреј и на улогата Велика. Што беше поводот за оваа драма, односно монодрама, е така? Не. Да, првично требаше да биде изведена како монодрама. А идејата настана лани, кога требаше да направиме со литературното друштво голем настан баш за делото на Петре М. Андреевски. И јас тогаш решив, покрај да се чита поезија, предложив да се направи 20 минути на монодрама, баш сакав за Велика. И имав гледано Велика како млада и не беше многу играна по театрите. Велики не е многу играна како лик. А Јона Поповска на времето ја има играно и ту преубаво нешто, како не е глумица стварно, мислам, нешто впечаток голем ми остави, така имав голема желба и јас кога имам можност да го направам тој лик. И така се случи тоа. Ја изведов монодрамата 20 минути на настанот беше во библиотеката South Morang. И кога настана овој фестивал за Мадатанг се вика, значи да зборуваш на свој мајчин јазик. Да, идејата за овој мајчин јазик е моја идеја. Значи, моја идеја со мајката на фестивалот Мадатанг во Калтон, што веќе втора недела веќе се играат представи на 18 представи, така мислам да не збораме, јас мислам да потврдам тука. Само малце да спомнам, на овој фестивал има 18 представи за деца и возрастни на 14 јазици. Преку 4 исконски локации во Калтон се играат. Така да многу сум горда што моја беше идејата, но кога ја предложив на Ламама театар, тие навистина со широки раце што викат да embrace оваа идеја, значи им се бендиса, значи им се допадна и заеднички го стваривме овој фестивал. За прв пат.
за прв пат. Убаво, честитки, многу убаво. Да, нели... Стварно нешто... Да, големо дело. Сега таа мала работа Не, да. на толку места да се емитуваат вакви уметнички дела. Ајде да одиме понатаму за ликот на Велика. Велика и Јон се главните во Тие се маж и жена, Пире, да. маж и жена се. Јон заминува во војската, прво оди во манастир, па таму му велат комитите или убива или ќе те убијат, Так. за да останеш жив. Тој останува таму, продолжува и во Првата светска војна. Ајде за маките на Велика, сакам повеќе да кажете. Јас на гледачите вака можам пополека да му објаснам и со читање, малце попрецизна да сум и со мали изведби, посебно кога умира и Ангеле. Не знам како сме со времето, не можеме уште 2 сати. Имаме 15 минути. Добро. Да, јас вака имам малце спремено, како што велам, за да не лутаме со времето да го губиме. Така. Почнала јас за незините, баш од незиниот лик, како што вели, како што рече ти самиот, напоредно со Јона, но ти како што не знае некој во романот, во новелата, има значи парчина, значи посебно Јон си кажува својата приказна и Велика си раскажува својата животна приказна, напоредно во драмата. Ама паралелно Велика го раскажува животот што таа го живе во село за време на војната. И тој живот не е ништо помалку од еден ужасен од оној на фронтот што го доживува и он. Велика е силна, храбра жена, работоспособна, а по заминувањето на војната, во војна Јон, таа останува сама во селото, на цел товар на својот грб, таа работи во нивата, куќата, значи се грижи за целото семејство. И сега, преку незиното раскажување, незината исповед, преку неја дознаваме како раскажува за другите селани, не само за себе си. Што се случува во селото и за нивните судбини, за нивните проблеми, за нивниот мачен живот и за фронтот исто така. Но главна тема исто тука во новелата е сиромаштвото. Колку биле сиромашни некош, и тоа стално се преплетува во самиот роман и во представата што ќе изведеме во петок. Многу, како што рековте, трогателно е, бидејќи децата едно по едно како ги раѓа, те се 5 незини деца и умираат од болест, како во тоа време... 5 или 6 роди? 5 умре од болест, од сипаници и така слично нешто. Меѓутоа, после смртта на 5 деца, кога се враќа, кога се враќа Јон од фронтот, таа значи останува бремена и го раѓа детето, незиното 6-то дете. Така. Ти завршува со незината смрт и незиниот син присуствува на тој погреб. Да. Така завршува целата новела. Ајде со ред да почнеме за децата. Што имаш, да не прекинувам? Нема проблем, зато по ред, да. Сакам и да одглумиш нешто. Да, доаѓа сега моментот за Ангеле кога таа го раѓа, вели жнеевме со Јона, вели многу се знамачив кога го раѓав Ангеле, памтам вели кога жнеевме на нивата и тогаш вели се породи во Јон, а имав многу големи маки и вели дека во тоа време беше страм пред мажот и така натаму. Патриархално беа нели советувани жените и сакам да кажам дека после кога го роди Ангеле, нели порасна малце детето, се не беше многу мал, нема прецизно колку години загина Ангеле од Куршум. Вели децата си играле како што како што беше војно време и децата нашли некои куршуми, некои пушки, некои останати делови од оружјето и од куршумот како што имало тие почнале да ги фрлат во огнот и тие почнале да пукат, вели како некој не баре фронт нов отворен. И децата се разбегале, како почнале да пукат, децата се разбегале, ама ангелот, значи Ангеле не добегал. И вели еден куршум го беше втасал. Значи детето загина од куршумот што си играле дечињата како војници. Тука може малце да почнам за во представата мала изведба, вели и таму на ливадата го наоѓам ангелета, ангелот мој со подсечени крилја.
Децата се разбегале, ама ангелот мој не добегал. Еден куршум го беше втасал. Децата му викале: ангеле, ангеле, стани бре, не преправај се. Ама ангелот мој ни прета ни мрда. Лежи ничком на земјата, утопен во крвта негова млада. А до него чако кучето квичи, завива, гребе со ноктите по земјата. Јас му укревам главчето, го бацувам лице, в уста, во образ, му ја давам душата моја. Ама тој веќе остинат, како да бацувам некој студен камен. Го молам да ми сопули, да ми прогори. Го молам небото, се гледам нагоре. Барам помош од него, се молам. Ништо. И тука завршува тој монолог. Многу жален, нели? Затоа во студиото не сакам многу да плачам. Јас сум плачко. И јас сум плачка, да. Продолжи понатаму. Да. Оти ќе почнам да плачам и јас. И така понатаму за другото дете. Така вели за розето, да. Погребуваат. И по смртта, да, го закопуваат. Обично таа сама ги закопуваше со Уља, незината пријателка. А повеќе на моменти вели што самата таа, вели јас самата со овие моите раце ги закопував децата. Да можеш да ги одгомиш без да поставам прашање, оди понатаму. Да, нема проблем. И подосна по закопувањето на ангелета, нели вели дека другото дете се разболува, вели дека и Роса почнува да од температура, од како што ја фаќа болеста, и во тоа време имаше колера и симпаници, разни болести, разни зарази, неки со војната. Роза веќе се губи. Глуми ги чиновите. Да, глуми, да, и затоа викам, Роза вели оди на вратата, почнува да гледа некој, вели како што ми намигнува, почнува да има халуцинации, и вели онде има некој, каде? Него вели, ми се смешка, ми намигнува, ме вика, ајде, дојди со мене. Јас му велам, нема никој надвор, мори Росе, нема, мори чедо. Сега е надвор голем снег. Сега е ноќе, сите спијат, надвор нема излегување. И сака да ја фати за косата, но паѓа еден прамен од косата. Тоа значи дека, како символизам, дека умира Роса. И после следува Росе, нели, кога заминува во смртта, кога почнува Роса, вели, Росе, ако го видиш ангелета, многу да го поздравиш. Да му кажеш дека куќата е пуста без него и без тебе. И дека насекаде кај што поминал тој, насекаде плачам. Кажи му дека куќето чако по цел ден завива по него. Прашај го дали му треба нешто, да знам што да раздавам за душа. Само леп нека не бара, оти леп и овдека нема. А ти, Росот свеќе мој, да ми се јавуваш насон. Секогаш кога ќе ти се припадне прилика, да ми кажуваш. И така после Роса дојде Здравко. Здравко вели, ме вика Роса, како? Роса те вика ми, Роса наша е умрена. Не вели, Енија ми вели, ајде иди ки играме. Или идај, или враќај се назад. Јас не те чекам повеќе. Немој бре сине, не те вика та за играње, му велам. Не оди, нека не те лажи, сама нека си игра. И така завршува Здравко, значи, со еден краток монолог и подоцна игра, мислам дека има, да се подсетам и јас, со Здраве, вели, со Звезден, вели, ми го фаќа многу очи. А бре едно излегување, ќе ми го почуде, оти многу убав ми беше. А тој вели, мамо, дали јас ќе умрам, не бе сине како ќе умриш, кој ти рече дека ќе умриш? Ами, вели, каде е сега Звезда? Прашува за незината сестра. Јас му велам, Енеја надвор, Енеја во градината, ојде да наводени градината, ќе се врати, му велам. Немој бе сине, еде, керка ми умре, не и ти да умриш. Ете, му велам, заедно со сестра ти ќе седиме, ќе везиме, ќе правиме кошули. Ете, например, ќе учам, и двата ќе ве учам да везите кошули, како што ќе работиме по нивата, ќе работиме и ќе му велите на водата, тоа е многу добра реплика, како што е брза работата твоја, така е да брза работата моја, ќе работиме и ќе му речите на пилето како што е брза, како што ви работат крилјата, така да не работат рацете и прстите. Мислам, така е многу емотивно тоа.
Не знам дали има уште време. Имаме време, добро. Имаме уште Да се 6-7 минути. баш да се имаме, подсетиме, да. Исто или болеста не стигнува да ги зема сите деца и после кога се враќа, мислам, За капинка за не кажа. капинка. Како Капинка и та исто ја фаќа болест. Капинка, вели мајче, капинка му вели на малиот син, тука има едно раскажување. Одиграј го тоа. Да, нема многу, меѓута, како во диалог е повеќе, ми вели, мамо, капинка ќе ме земе со не бе сине, се кај ќе те земи. Ама таа ми рече дека ќе ме земи кога ќе наводени градината, кога ќе работиме со цвеќињата таму назад во дворот, да ме земи мене. Не бе сине, како ќе те земи? Ајде да останеш со мене тука. Мама, тебе најмногу на светот, бидејќи беше најмало детенце, најмногу на светот ни требаш ти. Но вели, и јас сакам да одам кај не, и почнува да оди тој кај не. Јас не мој бе сине, ете, тато ќе се врати, ќе бидиме заедно сите како една голема фамилија и така натаму. Мислам, се враќа Јон и не ги наоѓа децата дома и така има еден пресврт во драмата. Да, продолжиме. Можеме да продолжиме, да. Продолжиме. Јас ќе кажам кога. Важи, не има проблем. Со последното да како е што се случува со Јон? Со Јон, да. Да, и он се враќа, нели, тогаш веќе двата се сменати, како тој смено од војната, тој повеќе не може таа да го препознае, таа и самата вели како да бацам некој студен камен, не може да го препознам како странец. Значи травматизиран човекот се враќа од војна и доаѓа во куќата и ги бара децата, тие веќе не се тука. Вели, каде се децата? Јас му велам, немало ангел да ги чува, Јоне. Кој ангел? Јас му извини, прости ми, Јоне, болест ги фати, немаше кај да ги скрием. Од Господ ништо не може да се скрие. Тој вели, кој Господ? Јас не ги оставив со Господ, јас ги оставив со тебе. И така натаму продолжува една голема трагедија во фамилијата, тие веќе не се препознаваат, немаат никаква блискот во себе си. Тој Јон ја прави виновна велика, мислека, нели, таа е виновна дека децата се починати. Така, дека децата се починати и тој почна многу да пие. Значи, да пие се повеќе, да пие ракија и така да со ракијата се запустува на еден начин. И да стално му вели. Меѓутоа имаат уште едно дете, се вика Роден. Да, се вика Роден. Роден, значи, после смртта на 5 деца, како што рековме на почеток, таа веќе бремена во самата пиеса. Напорено, кога умира Јон, таа му дава нов живот на Роден. Значи, тој умира, а таа веќе дава нов живот, така еден символизам на ново време, нов почеток и така еден нов живот во драмата. Покрај сите оние маки и страдања што ги имаше велика. Ајде за нашите слушатели, која е пораката на Петре М. Андреевски преку Пиреј? Пиреј знаеме дека е Коштрева, трева која... Да, Пиреј, да. Пиреј е племето наше Пиреј и не го ништи ни една војска, нито една болест. Ама вели ти колку сакаш, кошкаја, кобија, корнијата, вели нема да умре. А само малце да ја допреш, таа вели пак ќе оживи. Значи символизам за нашиот народ, луѓето Пиреј, кои се неунишливи. Сме цврсти и ете тоа, дека нема никош да подлегнеме на се што се случува и ден денес, на клетви, на некои други страдања што ги имаме во денешно време. Нели? Ние сме многу цврсти. Во Пиреј многу има поговорки, употребување на што значи, например, што... За значење, во тоа време имаше големо значење во нивните. Вели, некогаш не те сака Господ или намерно те остава да се мачиш. Или пак лошото време го прават лошите луѓе. Или стравот е страшен само за оние што му се плашат. Кога човек се плаши од пушка, тогаш пушката повеќе пука. Овие мислам, треба да научиме напав, да. А болест е голема кога имаш леп, а уште поголема кога немаш леп. Јадење, ко секој јадење, ако го јадеш, се јаде. Од болест не се бега и од смртта не се бега.
На селаните среќата им е променлива, а несреќата постојана. Пријателот е роднина кој самиот си го одбираш. Ајде што ова, трагата на ѓаволот не му ја гледаш, а пак по не одиш. Ајде уште едно. Племето наше пиреј и не го крши ни една војска, ни една болест. Како што реков. Така, Дона, дојаѓаме до крајот на нашата радиопрограма. Почитувани слушатели, имаме ше 2 минути, едно прекрасно интервју со Дона Кантаровска-Димовска, која не врати назад во Првата светска војна и животот на македонскиот народ, и она што Петре М. Андреевски го кажува, го предвидува, тоа ни се случува и денес на нас македонците од сите делови на етничка Македонија. Дона, само уште еднаш да се заблагодарам многу што бевте, да не се пресираме што беше присутна, меѓутоа тоа ми е навика. И не треба, не треба. Што беше присутна за нашите слушатели и нашите кои не следат преку социјалните мрежи. Успех, уште еднаш датумите да ги повториме. Да, датумите се овој петок 22, 23, 24 новембар. Само 3 представи на овој фестивал кои се продадени пред една недела, се продадени, така да само можат, кој сака на, што велиме, како waiting list, значи може да се пријават на страницата на Ламама театарот или преку мене, може нема слободно. Може некој да се откаже. Може да има уште една плюс изведба или не? За сега само 3 решивме. Фестивалот така имаше една структура, да речеме, по 3 до 2 представи, само една има 4, тоа е она Indigenous Aboriginal, некој церемонија имат. Меѓутоа така беше структурата ова година, може би од до година некаде. Па ќе ги поканиме слушателите. Така. Или Добро. гледачите. Благодарам многу, почитувани слушатели, до слушање. Се најдобро каде и да сте во Австралија и во светот. Поздрав од мене, поздрав Поздрав од мене и се најдобро. И се најдобро до следната наша емисија.